со гордост да го покаже тоа што го научил. Оваа година беше како една голема авантура. Секој ден откривавме нешто ново. Од тајните на природата и екологијата до важните настои на нашето минато. Учевме како да бидеме одговорни чувари на нашата планета и како со гордост да чуваме нашата теколина. Но ние не учевме само од книгите. Учевме и еден од друг. Учевме како да бидеме пријатели и како да се помагаме кога е тешко. Научевме дека заеднички со нашата креативност можеме да создадеме нешто на кој сме многу горди. Секој цртеж, секоја игра и секој стих е следно за оваа незаборавна година. Денес со оваа приредба сакаме да ви подариме дел од нашето срце. Ќе видите како нашите мали идеи станаа големи дела. Гледајте не внимателно, бидејќи ние сме едината која силно очекува. Но не е другар што само се смее, туку над тој чаров над тебе ќе стави, туку ова темен проблеми ти прави. Ако паднеш, тука е рака да те даде. Ако сгрешиш, тука е совет да те даде. Кога е тешко, тој први ти се најде, со насмевка и ти рече, брат, можеш ти ајде. Без друга си како птица без крило, како ранет лав, што си ја изгубил својата сила. Без него пусти денот
работи часот. Во другарството е среќата и спас. Секоја случка и секој наш ден во дневник ќе ни биде забележен. Другарство на срце ќе ни остане кога секој од нас возрасне. Споделена должина на одморот е еден искрен разговор среде дворот. Тоа вреди повеќе од се на светот, тоа ни дава криле за летот. Во жртвите сме сите слични, во игрите карактерите различни. Затоа рака под рака со срце, што не се штеди другарството единствено нешто што вреди. Искрено сакаш да ти кажам, ја отворив тетрадката, ја погледнав задачата ме погледна мене и решивме некој друг пат да се видиме. Не ја напишав. И јас исто седна да пишувам, ама ми се скршимо, дека баш кога ми тргнато задачата. Нема само да молиме се роцара, име се на војска и молеви бојци. Да, ама тој ми пишува и другите не пишуваат како бабата како него. Да, сигурно, другите молевите знаа историја македонски и војци знаеша математика. Дечки, јас ја напишав домашната. Убаво е цел страна, ја реши. Ама ми осмеа долу на масата. Мајка ми ќе помисли дека некој зацрташ и сигурно ќе ја фрли. Секогаш истото дејам. Домашната ти е дома, а ти си тука. Како секогаш се разминувате? Тоа е што да правам. Може би треба да ја купиме билет за автобус на твојата тетрадка, па сама да доаѓа на училиште. Не, што ќе правам, ако наследничката праша, кој има домашна? Не постои, ако секогаш кога немаме домашна. Прашува како радар да има на главата. Добро утро, деца! Добро утро! Ајде да видиме што научевме минатиот час. Ја напишавте ли домашната задача? Упс, мислам дека моливот призда пред нас. Зошто молчите? Каква ваа тишина? Тоа е тишина за размислување. Јас почнав, ама ми дојде идеја да назртам нешто и баш да борите на задачите на све друго. Значи, сртањето ти беше поважно, а ти, Дејан? Јас се напишав, ама заборавив дома, навистина не да лажам. Дејан, твојата тетрадка изгледа многу го сака твојот дом, што никако не сака да дојде на училиште. Мила, каде е твојата домашна? Јас на стајничке, јас ја отворив тетрадката и таман да почнам почне еден многу интересен филм. И заборавив и на домашната и на се друго. Филм гледаше? Да, беше толку забавен, че дури збројките од задачите почнаа да играат. Наставничке, може ли денес да го продолжиме часот без домашна задача? Па може, ама ќе ви биде потешко за следење. Значи домашната ни помага. Да, домашната ви помага да стигнете до целта. Таа е како да сте тргнале на некој пат и имате мапа како GPS, без него лутате. Другари, денеска сме без GPS. Да, ма затоа ние дојдовме на час по физичко, требаше по математика. Долго започуваме часот по физичко, без загревање. Точно. Сакате да кажете дека излеговме директно на надпревар без загревање? Да, ама имам еден предлог. Кој не напишал домашна задача, ќе каже што научил од тоа што не напишал. Јас научив дека ќе напишам подоцна, значи нема да напишам никога. Јас научив дека тетрадката не оди само до училиште. Јас научив дека домашната не исчезнува ако ја игнорираш. А јас научив дека изговорите се трошат побрзо од молитва. Добри заклучици, а што ќе правиме следниот пат? Нема порано и нема гледање телевизија додека пишуваме домашна работа. И нема
Нема да го обвинуваме, молим. Ете тоа е учење. Значи денес нема казна. Има, ќе напишете домашното сега, заедно. Горе, барем смети. И барем оливите се со нас. Запомнете, домашната не е за мене, таа е за вас. Кога учиме на време, учиме полесно. Дечки, погледнете! Што е ова како бомбата паднала тука? Мај, тоа не е бомба, ова е тоа. Пак перале ги вреда секаде. Дигито луѓето од чип, сок, книги, лименки, листови,
поалка, што има врска, ветрот и юнце, тоа му доаѓа како бесплатен превоз за ѓубре. Леон, ветерот нема да ги однесе во канта, ќе ги однесе во древата, реката, во стомакот на некоја кутера риба. И види ја плашата оваа мала тревичка и овие убави цвеќиња. Тие сакаат да растат, а не да се борат со чудовишта. Доста е зборување, а на акција, давај опрема. Жолта ги се за пластика, сината хартија. Чекам ако жолта за пластика, а јас мислам жолта за злато. Ова шишот дефинитивно не е злато. Пластика е вечниот непријател на природата, Леон. На едно шише му треба повеќе од 100 години за да исчезне. Замисли, тоа ќе биде тука и кога ние ќе бидеме дедовци. А со хартијата е поинаку, таа побрзо се распаѓа, ама за неја се сечат и јадат дрва, како да смртка на некој лист од некоја дрва. Доста теоријата, сега ни треба работа. Имаме само 5 минути до звончето. Види што ќе наполни кесата, добива попола од мене. Попова, јас се надевам на некој чоколадо. Ама ајде, важи, ќе супрем, барем ќе се запрем за физичко. Проблемот нешто нема канти, на некој луѓе ми е претешко да направат 3 чекори. Мисля дека ѓубрет има нозе и само ќе отиде. Уф, конечно, огледнете го дворот сега. Блеска, а до пред малку изгледаше страшно. Ама џабе чистина, кога утре пак ќе најдеме ваков хаос, треба да најдеме трајна решение. Тоа јас би мислам цело време пробарав и нешто да запишам. Ајде, поклучете ги вашите еко-мозоци. Мора нешто да смислиме и да ја помогнеме на оваа кутра тревичка. Дечки, ајде да напишеме еко пореки да ги ставиме на секоја клупа. Одлична идеја, јас веќе знаам што ќе научам. Нешто за нас мрзливите што не сакаат да се наведнуваат. Мојата порека важи за сите. Лесно е да фрлиш ѓубре на земја и да се заминеш, но тешко е после да го поправиш тоа. Фрли го отпадот во канта, се почва од тебе. Види примера, не е проблем. Стоп, ова не е само обичен знак со стрелки, ова е другот на животот, на секој предмет што го држиме во рацете. Рециклирањето не е само фрлање ѓубре во различен број, тоа е нашата шанса да ја кажеме извини на планетата. Секој куп стара хартија што испрекем во сината канта е едно спасено дрво во паркот каде што имаме. Секој празно стаклено шише што го фрламе во зелената канта може да се рециклира и да излезе сосема ново шише. Стаклото е вечно. Жолтата канта пак е таа каде што ја фрламе пластиката. Таму ја чуваме на сигурно за да не заврши во реките и да не му пречи на светот со векови. Затоа, биди паметен и рециклирај. Значи имаме канта за се, за хартија, за стакло, за пластика. Ама внимавајте, канта за изгубени гуми за бришење се уште не измислена. Гумата штом ќе падне под клупата, исчезнува мистериозно. Затоа, чувајте си ги гумите, а правилно фрлајте во отпадот. Јас нацртав голема преградка од нашата земја. Тоа е нашиот единствен дом. Ние децата ако не ја чуваме, кој ќе ја чува? земјата е нашиот единствен дом. Така е, пораката мора да биде толку гласна што и најголемиот мрзливец ќе се застрами кога ќе го види ѓубрето на земја. Не му кажеме дека екологијата не е само теорија, туку акција. Јас наштетам кошка кошерка, полесно е да погодиш кантата, отколку да се навинува столпат. Седите у грбот другари. Погоди ја кантата од прва. Акцијата е успешна. Сега сите ќе знаат. Не види ѓубре лик, види еколог. Чуваја природата. Таа нашето најголемо богатство. Планетата Земја има една тајна порака за сите нас. Сакајте ме за да ве сакам и јас. Чуваја природата денес за да имаш каде да живееш утре. Еко од звона на глас бие, што сторите луѓе бие? Од земја, мајка ваша, направите црна карта. Браво.
Търговски цврста кичма на тој клуб. Јас не сум само работник, јас сум цитач. Ние луѓето сме најинтелигентни цитачи. Ама за нашиот мозок да работи добро, му треба постојано помење. Затоа оваа јаболка е најдобрата горива за да биде мотор, полна и се важна души. Тишина! Имаме поважна мисија. Денес го изражуваме синџирот на Исфрена. Никола, тоа јаболко што го држиш. Знаеш ли дека ти си наврнал на неговата судбина? Така е. Сонцето дава сила на растенијето. Растенијето прави плод, плодот го јаде Никола. Ама за да се појави некој трябва липецка помина, например. Еј, тоа не е синџир на исхрана. Тоа е чиста кражба. Врати го јаболкото. Леле, дај врати му го јаболкото. Ама човек не може на мир да истражува. Тука престане од природата постојат правила да човеца лови само кога мора. А ти само го нервираш и кажеш Никола. Не плачи Никола. Нема да ти пропадне синџира. Мислам дека Лука е во право. Погледнете токму на себе. Природата е навистина една голема земјица, во која сите сме поврзани. Од малата пчела до птиците во паркот. Сите ние го делиме овој дом и затоа мораме да чуваме чист. Точно, тоа се вика рамнотежа. Ако нишиме едно живеалиште, пример, ако ја загадиме реката, ќе страдат рибите, птиците и ние. Не можеш да бидеш газа ако не знаеш кој ти живот во твора. Слушајте вие таму, природата не е само зелена боја на цртеж, таа е систем. Има птици што летаат, влечуги што лазат и безработници што се кријат под вашите патики. Секој се има своја задача. Значи, секоја плувачка под каменот е исто. Толку важен колку е орело на небото. Мојата задача е да најдам каде завршува овој синџир и каде почнува жената. Твојата задача е да научиш дека ако прилиш по стиката во шума, ти го прекидаш синџирот. По стиката не се јави Никола да го прекида целиот ред во природата. Истражувањето е завршено. Сега знаеме кој има коскија во нашиот клуб, кој нема си ја носи кокета на грб. Научивме дека секоја плувачка се има своја адреса и дека во природата никој не е вишок. Ако почуваме нивниот, почуваме и нашиот. И научивме дека природата е најдобрата кујна на светот, ако чуваме чист. Затоа, следниот пат кога ќе видите ѓубре, сетете се на овој синџир. Не бидете вие тие што ги го скина. Чувај природата за да чува нас. Малечка птица му пее гласно, скапено во сончевина чиста. Утрото е здраво како дрен и расте, хубав ден. Вечер, чуден е градот со светолки, навечер спрострена сите страни. Легнати дечиња на перници сонуваат леко дозорирани, како градина со цвегиња трепелат ламби во илјада бој, по чуден клика се кревечиња како звездички да лежат у мене. По некој начин навечер мрда, по некој уште се смее. Дедовци грчат во треска грда и по некој врапче на сон тее. Чуден е градот со светилките, по самотија навечер горе. Цела ноќ ја бреже светлината една со една мелодична збора. Со насмевките помилени се мајките, со насмевките попријатни стануваат и бајките. Со насмевките радосно почнуваат утрените, со насмевките се пречетворува правот кон бабите, тетките и стрините. Насмевките се вулка за спокојство за смирување. Насмевките се врели бакнежи пред заспивање. Насмевките се зрели црешни на лицата, насмевките се пови на разговор низу лицата, насмевките се бели фасади на високопатницата. Насмевките се скапоцен подарок за децата за еднината. Насмевките се убавина од некоја множита од кината.
Дедо, 2 август е мојот роден ден. Точно, Илина. А знаеш ли дека токму затоа го носиш името Илина? Бидејќи на тој датум е и големиот празник Свети Илија. Леле, значи моето име и мојот роден ден се поврзани со тоа востание. А што всушност значи тоа востание, бабо? Востание е кога луѓето ќе се здружат и ќе се изборат за своите права. Тогаш нашиот народ решил дека е доста и дека сака сам да си биде газда на својата земја и сам да си ја круи судбината. А зошто токму во Крушево? Затоа што таму останиците успеале да ги збркаат душманите и да создадат слободна територија, наречена Крушевска република. Таа постоела само 10 дена, но тие 10 дена се најважните во нашата историја. Тоа бил првиот чекор кон создавање на нашата денешна држава. А зошто требало само 10 дена? Затоа што османите собрале огромна войска. Тие биле многу помногу бројни, а нашите востаници не се предале и се бореле храбро до самиот крај. Дедо, а што би правил ти таму? И се запознал со Никола Карев, првиот председател на републиката. Со големата питовори на мечки и камени. Дури би помогнал со обработката на слабите црешови до општина. То подрво, па тоа не мислила пукаво, дедо. Пукаво е како? Тоа било доказ дека кога се сака слобода, се наоѓа начин на добрична дрво да се направи. А ти, бабо, што би правил да си таму? Јас Илина би се грижа за повредените, ќе носев храна и лекови. Тогаш жените биле десната рака на востаниците и без нивната помош ништо немало да биде исто. А ако не успеало Илинденското востание, зошто ни е толку важно денес? Затоа што тогаш сите се здружиле. Не се бореле само македонците, туку и сите соседи што живееле тука. Сакале слобода и правда за сите. Точно така, востаниците го напишале Крушевскиот манифест. Тоа било писмо со кое ги повикале сите соседи, без разлика на вера и нација, заедно да изградат слободна држава во која сите ќе бидат еднакви. Сега сум уште поврзан што го носам ова име. Ви благодарам. Ова ми беше најинтересната приказна што сум ја слушнала. Одвај чекам да им раскажам на сите во училиште. Дали некогаш сте се запрашале каде се скриени трагите на нашите прадедовци? Дали тие исчезнале со времето? Дали живеат тука во воздухот што го дишаме, во буквите што ги пишуваме и во оваа земја по која чекориме? Тик-так, тик-так, тик-так. Вечерва со временската машина се враќаме во едно далечно минато. Ги враќаме стрелките на часовникот назад. Тик-так, тик-так, тик-так. Поминуваме низ чадот на војните, низ шепотот на борците и низ надежта на еден народ. Застануваме на 2 август 1944 година. Местото е манастирот Свети Прохор Пчемски. Надвор е жешко лето, но внатре се кова нешто постудено од челик и потврсто од камен. Декларација. Добре дојдовте на најважното градиште во нашата историја. Добре дојдовте на Асно. Екипа, дај сте подготвени да ги поставите темелите. За да ги поставиме темелите, потребен ни беше мајстор, мајстор со цврста рака, Методијан Новченко. Тој знаеше дека ако сами не се изградиме куќата, никој нема да ни ја подари. Но Ченто не беше сам. Зад него стоеше цела војска од храбрици. И бе пали куќа. Димитар Влахов и Бајрам Шабани. Невена Ѓоргиева Дуња. Петре Пируса и Вера Јоци. Илјадници други што не се предадоа. Оваа куќа не е само од камења, туку од соништата на борците. Асно на нашиот корен длабоко во земјата, а ние сме гранките кои гледат кон сонцето. Колку повеќе ја чуваме историјата, колку посилно расте
заради оваа цигла целата куќа ќе му падне без глава. А ова е нашиот подпис. Првото заседание на Аспана, кога официјално си го добивме името. Веќе не сме кираџи кои соседите. Ова е наш дом, наша адреса и наша иднина. Така е, и внимавајте, овие цигли не се врзани со Малтер, туку со нешто многу посилно. Врзани се со крвта на тие пред нас и со ветувањето на тие по нас. Ова е неважната. Слободата не ни падна од небо, туку порцијата ја донесла на своите ременици. Те избришаа темнината за да ни го ослободат сонцето. Сега имаме крилја, а наше е да научиме како да летаме. А ова е најтешката. Таа значи дека во нашиот двор ние си ги поставуваме правилата. Сами си ја средуваме собата, сами си ја планираме иднина. Тоа е нашата гордост. Значи падна договорот. Куќата е почета, темелот е од челик. Веќе не сме само патници низ времето, туку и сме собственици на својата држава. Кој ќе помине покрај ова градба мора да ја поздрави со почит. Но внимавајте, оваа куќа не се чува само со куќи баба. Секоја наша прочитана книга е нова цигла, а секој наш успех е нов кат на оваа тврдина. Додека го зборуваме нашиот јазик, ниту еден бурен ветер нема да ни ја разлиша. Тие ни го дадоа сонцето, а наше е да не дозволиме да зајде. Ова е нашиот завет, да бидеме подобри од вчера, за Македонија да биде посилна утре. Тие ни ги дадоа темелите, а наше е да ја доградиме најубавата куќа. Се е кажано, се е на место. Времето не застанува, но ние сега знаеме по кој пат ќе кориме. Затоа вечер вам велиме благодариме на Чехто, на Брашнар, на Пируса и на Балибуке и на сите мајстори што ја граде ова вистина. А таа песна не се кажува само со обични зборови. Таа се носи длабоко во нас како песна 16 години. Песната татковина не ја носи со себе, со својата кречка душа. Само таа во уши ти чуди се радост не слушаш. Таа извика на љубов, на честно живење. Таа не баре дујство ворско пење. Таа не е обична песна, но обична се слуша. Таа избира како извор на секој грлова душа. Темелот е ваш, иднината е наша. Srdce grad, líp je mi jasný.
Госпоѓо Марија, вие сте на вистинското место и го организираме уморот со ништата. Ви нудиме да поминете 5 дена во Кејаџранско педро. Таму водата е топла како бања, а имате и тезна изарица и тело со кава. Дојран, па тоа е само една голема бара. Јас сакам луксузни третмани, а не да се мачкам со кал како некое дете. Но тоа не е обичен кал. Дојран е познат по своите лековити алги.
работа без воопшто да ви студи. Ајде, забава е супер. Те слушнале ли за дуранските комарски? Тие се толку големи што некој вела дека може да ви го укртат куферот ако не пазите. Не ги престани, Марија, не слушај го, навечере. Толку убаво е што свети како да сте Монако. Монако, со комарци киднапери, е навистина се во бујна фантазија. Добро, каото под младога водата е пријатна, ама јас сакам нешто навистина светско, а не да се борам со кал и треби за да направам една убава фотографија. Не грижете се, господи Марија, нашиот тим има решение за секава шишева. Ајде, колеги, спасете ја господијата од калта и понудете и нешто чисто и песочно. Ако е за песок, тогаш вашиот избор е Преспанското езеро. Таму плажите се толку долги што ќе ви треба цел ден да ги препешечете со тие ваши филичеви. Таму се наоѓа населениот остров Македонија. Голем град, на него има остатоци од стари цркви и тврдиња, а живеат и ретки пеликани. Пеликани, остров со пеликани, да не треба со чамецна весла да одам до таму. Чекајте, господи Марија. Токму тој чамец целата маки. Замислете, ловите по езерото, с едната рака допирате деца, с другата обану, а с срцето се останувате дома, во Македонија. Каде на друго место во светот ќе бидете во 3 држави одеднаш, а без ниту еден печат во пазарот. Теја го право. Тоа е нашата мања, господи Марија. Ние не нудиме само обични патување. Ние нудиме спомени што не изградуваат. Светот е голем, ама преста оно што ќе го чуват во албумот како најскапоцена фотографија во албумот. Таа ве чека со расширени раце, само треба да погледнете со отворени очи. Се е тоа многу симпатично и романтично, ама јас барам нешто навистина светско, а не да се борам со кал и треви за да направи убава фотографија. Нели имате нешто во оваа ваша понуда со бисери? Ако е за бисери и светска слава, тогаш вашиот избор е Охридското езеро. Не старото езеро од цела Европа. Наше е, а светско. Охрид, па таму веќе сите беа. Секоја втора слика е Охрид, Карнел е пасремка, сакам нешто понеобично. Но таа Охридска пасремка е посебна, живее само таму и на никаде друго место по светот. А и водата е толку чиста што рибите ќе ги гледате како во аквариум. Точно, во Охридското езеро има суштество што се стари милиони години. Тоа е вистински жив музеј во вода. А охридскиот бисер е необавиот знаки на светот. Не се тоа обични бисери и чколки, туку посебни бисери што ги носат други кралици. Ке изгледате како вистинска дама на сликата, а бисерите ќе висеат исто како езеро. Знаете што? Ме убедивте. А јас тргнав паса што ти купувам да го дарам. Што ќе ми е светско дома сум имала вако прави? Токму така, во нашата агенција се ништата на вистина стануваат реалност. И тоа тука, во Македонија. Паметно одлука, господја Марија. Прво да се запознаеме на земјата, затоа што побаво време нема. Ај патот е покретот, па ќе ви остане повеќе време за оживање. Него имате управена не и преку екранот, туку во нашиот двор. Да познаја Македонија за да ја сакаш повеќе. Летен одмор на чека, за распустот дезот за цар. Ова ше природата ни дава. Грози, алобреници, динни и сливи. Зеленчук, многу поплодните ми се. Одморот долго ќе трае, за игри весели секој знае. Причите на одмор ги нема, сликовница свето со себе зема. Шарени чадри по плажите има. Джагори песме од дечките грла. Планините, езерата и морето на канат, бранот танцува и сите песок фрлат. Кога јуни, под сонцето дзуни, кога поле, носи цветни гуни, кога липи, цветатни шуми, ученички желби, не се знае број, летуваат како пчели рој, кон сонцето извишено горе, кон реките, кон езерата, кон морето. Када долините, во вадобините, малат планините, кон височините, тогаш училиште
во септември сите дојдете ни пак. И така со мирисот на море и овие топли стихови пристигнавме до крајот на нашата приредба, но и до крајот на уште едно поглавје од нашето детство. Денес ви покажавме што научивме, но најважно од се ви покажавме дека знаеме да чекориме заедно. Сега ви оставаме со пораката дека знаењето е пут за едината, но летото е време кога се собират најубавите спомени. Ви благодариме за вниманието, трпението и за секој апел што ни го подаривте денес. Се гледаме повторно во септември, со нови сили и уште поголеми соништа.